И ево сега Клинтон, има доста простор. Веројатно ќе бара позиција за шут, но изблокира. Да видиме сега уште еднаш од 15 метри, 5-та минута. Се виде неговата намера, има добар шут и гостите од Ѓорче Петров водат со 0:1. Го постигнуваат првиот гол на овој надпревар во раната фаза од мечот. Честитки со Талаков. Има доволно простор да се намести. И сега центар шут. На другата страна Клинтон ќе продолжи. Добар дриблер е. Погледнете тука, дали имаше имаше контакт и судијата Туркан Идризиот ето покажува на голата точка. Не, Христоф, ајде. Од ова што го гледаме. Христоф за 0:2 во 41-та минута од надпреварот. Трет гол за Симеон Христов во донешната сезона. Зейнулај, па Решата Рамадани. Убаво за Ибраими. Ајде да видиме. Латифи ја имаше најубавата шанса за Шкендија. Сега обид со дриблинг во 16-тникот. Еве центар шут на втората стива. Одлично. И тоа е кронисано со погодок на Спахију. 36-та минута, 1:0. Спахију кој покажа дека му се игра на овој надпревар, бараше постојано да биде проигран, без оглед што беше добро чуван и од Вареловски и од Најдовски. Еве сега по оваа акција на Латифи и одличниот центар шут на втората статива. Еве уште еднаш забележувате. За момент Асани, Адем, одлично комбинираа тука фудбалерите на Работнички. Топка кон Калани. И еве сега можност. Трајков. Еве голема шанса. 1:0 за Работнички. 7-ма минута. Гостите водат во Скопје со голот на Имери. Во оваа скопска пресметка, практично на стадионот каде што игра и Работнички, но во ситуација како гости сега поведуваат против Вардар. 7-ма минута, 0:1 Имери. Добра контрола на Асани, меѓутоа греши Омерагич. Данев, Кастењада, бара пенал. И да видиме дали е досуден пенал, се чуди Демири. Го коментирам надпреварот од студиото на Македонската телевизија. Ке се проверува во ВАР. Собата секако Давид Бабунски очи во очи со Василев. Бабунски 1:1. Притискаше Вардар со сите сили, се редеа шанси. Има доста избор. Лево го имаше Калани, меѓутоа не успеа во тој. Сега Бабунски на спротивната страна може да биде опасно. Бабунски, Кастењада и Демири. Има еден жолт картон, сега ќе добие втор црвен. 55-та минута. И ќе му биде потврден вториот жолт картон, ќе оди надвор, а Вардар е во напад. Кастењада. Топка кон Омерагич. Мато, голема шанса. Кастењада 2:1, 59-та минута. Какво дерби во Скопје, резултатски пресврт. Вардар брзо ја користи бројчаната предност. 59-та минут, која сезонава нема пораз и игра одлично и се разбира еден од конкурентите главни за титулата. И сега мајсторија на Мато
69 minuta, 3-1. Mato njegov 8. pogodok v 7. meč. За потврда на доминацијата на Вардар за Добар удар на босанскиот интернационалец. Убав скок беше измамен Анджелети, меѓутоа имаше среќа. Еве сега Компаоре 1-0. Компаоре 1-0, каков центаршут на фол и Компаоре покажува дека е во неверојатна форма. 6. надпревар, 8. погодок за интернационалецот од Буркина Фасо. 27 годишен фудбалер и прекрасен погодок, еден убав фудбалски потек, тежок гол. И да видиме шtoперот Мазулуксис, сепак удар на Хамза и каков погодок! Страшен гол. 33-та минута. Огромна далечина, со жив зид. 19 годишниот Љупче Джеков, два пати Малевски. Хрвановиќ и Бутуровиќ. Еве сега како се враќа и тоа сериозно во живот во игра домашниот состав. Анджелети остана зачуден, имаше неколку киксови претходно, не можеби по гол, но затоа доста комодно некако делуваше и да видиме овде е се чисто, барем според ова прва слика и во 16-никот опасен погодок. Зенку прва топка реши да бие, се виде дека ќе оди на оваа топка и фантастичен погодок. Го реша овој меч Зенку со прекрасен гол. Шабан Зенку, 21 година, ова момче има 5. надпревар за него. Еве го дебитантскиот првиот погодок на прволигачки. 92 минута. Иако нема офсет, ова е 1-0 за екипата на Аресими. Бесагич, 34 минута, 0-1 на Аресими со голот на Бесагич. Тодоров го изведува корнерот. Убав центар шут, еве шанса 1-1. Наумчески, 45 минута, 1-1. Убав центар шут на Тодоров. Михаилов, добра комбинираат сега фудбалерите на Брера, многу подобро во однос на завршените 10 минути од првиот дел. И сега Тодоров, чиста позиција за шут, Тодоров! Пресврт на Брера, 49 минута, 2-1. Тодоров, прекрасна соло акција на Миле Тодоров, прв негов погодок во дресот на Брера. Бек сега на десната страна се претва на топката кај што е Ботонов Пановски. И ево сега Пановски, ова гледа прегрување, може да центрира. Голема шанса и гостите водат 0-1 во 6-та минута на кревет. Слободен голманот Јовчевски уште пред да дојде до
Контакт со една брза комбинација, војно преигрување таму на гостинската екипа и повторно батина на одбраната и изворено одигра кој сега ќе се врати на теренот. Да, бара знак од судијата во одјавна Аворнио поведува напад, многу простор повторно става домаќините и ги таму. Неверојатно колку лошо делува одбраната на Пелистер. Не ја научија лекцијата во изминатите два надпревар, овој ќе трет. И 0:2, Хаджич 2 гола досега во овие 20 изминати минути. Лошо е за Пелистер. И еве само што споменав дека многу простор остават и во оваа ситуација и овој веќе го сега предпоставува. Погледнете уште еднаш. И брани голманот Јашар, неверојатно како успеа да го погоди истински пас, сега статива, колку му треба на Пелистер за да дојде до гол, неверојатно, немаат среќа, па нема фудбалерите на Пелистер. Повратно од Белич, повторно Спировски прием, ќе дојде ли позиција да бие, не, ќе нафрли Филип Миленковски, добро за Спировски, евата, изворена акција, конечно екипата на Пелистер доаѓа до гол, тоа е оно што се гледаше едноставно, мирисаше во воздухот што се вели. 20-21 минута игра Пелистер квалитетно во второто полувреме, падна тимот на Башкими. Може би порано нешто требаше да дојде до овие замени, меѓутоа немаше прекин досега и еве сега тројната замена, меѓутоа се враќа на известноста